Почитувани слушатели на Радио Лидер, добро утро. 24 февруари 2025 година. 3 години од почетокот на руската инвазија врз Украина, една долга војна. После 3 години Русија има 18,25% од територијата на Украина освоено. Исцрпувачка борба за двете страни, нови ветришта дуваат од Соединетите Американски држави, а вчера избори во Германија. Би сакал да кажам добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо со Златев и Боцевски, но повеќе не сме во тој формат, иако ово утро заедно со нас е ни помалку ни повеќе амбасадорот Ивица Боцевски. Добро утро, Ивица. Добро утро, Љупчо. И за нас е нели една интересна годишница февруари 2020 2021. 21. И да. 3 години 4 години теравме, да. Ти не напушти за еден дипломатски ангажман кој се надеваме дека ќе продолжи. Ајде да почнеме с изборите во Германија. Да, тоа е најбитен настан, да. Христијанско-демократската унија која е во коалиција заедно со христијанско-социјалната унија, CDU-CSU, победа на изборите, второ пласирана радикално-десничарската AFD, дури на трето место се социјал-демократите со историски најслабиот резултат по Втората светска војна. Тука се изедначија со СДСМ од лани. Да бидеме искрени, потоа следуваат зелените и радикалната левица, Делинке, левица, така би се презива. Да. Во Германија имаме левица, во Германија има левица. Да, ама Љупчо, мораме прво две работи тука да ги спомнеме, усвари три кои што ти ги спомна. Прво да се тврди дека е победа на унијата е малку прехрабро. Затоа што по втор пат во нивната историја тие се наоѓаат под 30% од гласовите. Значи, прашање веќе колку тоа може да се означи како победа, имајќи предвид дека ќе биде многу тешко за нив да формираат коалиција. Тие се први. Можеме така да го кажеме. Дека се победници, партија која што знаела да земе 48% од гласовите. Сега има 28,5. 28,5. Зад нив е AFD со 20,8. Исто така, мислам дека не е правилна ознаката која што ми ја даваш, радикална десница. Нивните политички противници така ги нарекуваат. Во моментов, ако сакаме да ги наречеме, да речеме политички коректно, би ги нарекле суверенисти. Ако сакаме попрецизно политолошки да ги наречеме, би ги нарекле национал популисти или национал конзервативци, да речеме. Меѓутоа конзервативци немаат лидер лесбејка. Да, имаат, види. Во ЦДУ ти да знаеш какви работи има и не само тоа, забораваме дека и покрај тоа што Трамп го смета за голем традиционалист, за прв пат во Соединетите Американски држави има еден министр за финансии кој што е отворен припадник на хомосексуалната заедница. Добре, Трамп и Гренел исто така беше. Трамп самиот има повеќе разводи од кралското семејство на Велика Британија у последните 50 години, но така јасно, да. Тоа е. И последното она што кажа радикална левица, види, оваа партија израсна како продолжување на политичкиот живот на некогашната единствена партија во Источна Германија. Значи, нив можеме да ги наречеме повеќе посткомунисти, отколку што можеме да ги наречеме некаква си радикална левица. Тоа што може да се нарече радикална левица не влезе во парламентот за кратко. Добро, ама тие се отцепија од нив, ако не се лажам. Да, тие се отцепија од нив, тие за кратко не влегоа. И уште една работа заборави дека по втор пат во историјата на Сојузна Република Германија либералите не влегуваат во парламентот. Да, прв пат не влегува во 2013, да. На либералите Кристијан Линднер најави ова утро повлекување од политиката. Да. Уште вчера вечерта, да. но Ке ни брзо е тоа. Ивица, оно што е круцијално важно. AFD со години тврди, тоа не е факт дека е така, тоа и другите не го кријат, дека постои условно кажано на англиски зборот firewall. На македонски како би било санитарен тоа? Кордон ние го викаме. Санитарен кордон. Да. Постои добар превод тоа за firewall. Не, значи прв пат слушам превод за зборот firewall. Да. Постои санитарен кордон. На германски е Brandmauer, буквален превод на тоа, а ние го земаме терминот од Франција. Значи од француската политика имаше санитарен кордон против партијата на Ле Пен.
и од таму ние го преземавме. Да бидеме конкретни на македонски. Постои санитарен кордон АФД да не биде вклучена во владата и сега де факто постои математика за тоа. Постои математика, ќе кажеме и каква е математиката. Значи, до вчера не се знаеше дали математиката ќе има 2 или 3 партии. Сега се гледа ќе има 2. Две, но кнапе. Сега, од 630 пратеници, 316 не се потребни за мнозинство. Унијата и социјалдемократите имат 328, ше? Тенкичко, нели? Така што ќе видиме дали мислам дека сепак ова ќе биде коалиција. Ќе биде интересно затоа што зелените би биле исто така природни во оваа триада, но ЦСУ помали фракцијата практично на ЦДУ од Баварија, тоа е помалиот коалиционен партнер во таа ЦДУ ЦСУ предизборна коалиција. Не можеш да ги наречеш коалиционен партнер, знаеш, цело време се заедно. Фракција е веќе, знаеш. Заради специфичноста на Баварија како идентитет регионален, таму ЦДУ се вика ЦСУ. Затоа што тие немаат само една димензија конзервативна, туку имаат една голема регионалистичка, знаеш. Да. Тоа било држава по себе. Баварскиот идентитет е малку чуден, нели ти кажав еднаш има еден виц кога се обединила Германија. Да го кажеме, за да го знаеме, се обединува нели Германија, синов оди во војска во Баварија, Баварецов, и му пишува писмо на татка си. И вика, тато, тука во касарната има уште еден баварец со мене во соба, има двајца од Хесен и има петорица пруси. Татко го зема писмо, води во првата кафана, се фали, вика, гледате го бе сино, вика. 3 дена во војска веќе имаат 5 заробеници. Така што, значи, сакам да кажам... Точно, сега да бидеме конкретни. ЦСУ, баварскиот дел од Унијата, не би сакал да влезе во коалиција со зелените, затоа што имаат... Затоа што имаат вредносни разлики, така да ги наречеме. Огромни вредносни разлики. Тие така тврдат. Иако да речеме во современа Германија се вели дека коалиција помеѓу Унијата и зелените би било обединување на во моментов кога дојде довците со татковците. Ајде да го објасниме зошто е тоа така. Затоа што зелените израснуваат врз основа на студентското движење и на студентските протести од 68 година. Сега студентските протести од 68 година се на најадените, не се тие на овие што се борат за лепнели. Значи тоа главно биле деца од граѓански семејства и некои го објаснуваат тоа како бунт против тогашната Сојузна република Германија, против ерата на Аденауер и така натаму, односно бунт против нивните татковци, кои што се конзервативни, традиционални и така натаму. Дел од тоа движење израснуваат зелените. Помеѓу време тие порасна и тие фамилии формира и така натаму. И таа политика на зеленаштвото, ако можеме така да наречеме, малку отапи. Единствено што остана од таа политика е делот кон екологијата, ќе го дискутираме тоа подоцна, и еден космополитизам, така да го наречеме. Добро. Така што, меѓутоа, во делот на огромен дел од другите социјални и економски политики има една поклопување помеѓу Унијата и зелените, така што таа коалиција не би била невозможна, дури ако читате германскиот печат, посебно тој што се занимава со така подолгорочни работи, тие го викаат тоа како еден вид на ново граѓанство, нова форма на граѓанство. Значи граѓанскиот сектор во Германија како граѓанска коалиција се мислеше коалиција од Унијата и од либералите. Ова го викаат како некоја форма на ново граѓанство. Меѓутоа нема да ја видиме овој пат. Најверојатно нема да ја видиме. Германците имаат за се некои своји термини, нели? Претходната коалиција нарекоа, нели, коалиција на семафор. Црвено, жолто, зелено, така? Оваа коалиција што требаше да биде црно, црвено, зелено, ја вика Афганистан коалиција според афганистанското знаме. Меѓутоа нема да ја видиме, ќе видиме црвено-црна коалиција. Ќе видиме црвено-црна коалиција најверојатно, иако во Соединетите Американски држави би сакале повеќе да видиме црно-црна коалиција, односно црно-плава коалиција. Да, види, не само во Соединетите Американски држави, него црно-сина коалиција ќе значеше коалиција помеѓу Унијата и АФД, ќе значеше некој радикален прекин со политиките кои што Германија ги тера до сега. Ќе значеше... Што и треба на Германија. Веројатно, и треба еден радикален прекин. Ќе значеше дека практично, нели, ќе има една, како да кажам, едно остварување на желбите на Доналд Трамп во Европа. Но
овој резултат тоа многу и не го дозволува за германски прилики. Не го дозволува, меѓутоа Мерц го исклучи тоа како опција. Но санитарниот кордон постои, држи. Сега, да го проанализираме Мерц. Само уште една работа. Знаеш ли кон која партија во Германија прв пат е употребен санитарниот кордон? Никога прснал. Кога? Против социјалдемократите и прска некаде пред Првата светска војна. Значи тие биле прва партија која што била ама добро, социјалдемократите тогаш биле партија на работничката класа. Клара Цеткини и Роза Луксембург. Меѓутоа види и сега ако гледаш кој гласа за АФД, гласа работничката класа. Значи има некој континуитет интересен. Добро, гласа и Балканот. И да, и точно, тоа е работничката класа во Германија, со Балканот да не е врвно интелектуално. Да се разбереме. Фридрих Мерц најверојатно ќе биде иден канцелар на Германија. Те молам тука неговиот профил малку затоа што не сум го ни на Википедија не сум го проверил. Фридрих Мерц, веднаш ќе ти кажеме, значи Фридрих Мерц доаѓа од традиционалното поконзервативно крило на Унијата. Тој е католик, значи ова е значајно затоа што без разлика на тоа што живееме нели во постнационална, пострелигиозна и така натаму Европа, сепак дел од овие културни разлики во Германија се многу значајни. Тој е брзо растечка звезда во партијата, веќе во 1989 година европратеник. Татко му бил судија и сопругата негова е судија. Неговиот пат кон врвот прекинува во моментот кога за лидер на Унијата е избрана Ангела Меркел. Значи сега имаме старото, овој као Филип Петровски на ВМРО да е ли? Не можеш така да види, затоа што сепак станува збор за други структури. Добро. Да, нема, види, не или Маријан Ѓорчев. Тоа е многу посоодветна споредба. Маријан Ѓорчев да стане лидер на ВМРО по заминувањето на Груевски. Да. Некоја таква варијанта. Значи тоа е многу посоодветна споредба, не само меѓутоа за разлика очигледно не е луд човекот па да го и не само тоа, меѓутоа она што мораме за него да го кажеме е дека тој како правник, како адвокат работи во приватниот сектор, работи со корпоративното право и после заминувањето од политиката долго време работи за американската компанија BlackRock. Банка. И во меѓувреме се збогатува, станува милионер. Меѓутоа, политиката е страст, која што ретко кога го напушта и тој се обидува и во 2018 и во 2021 да се врати. Не успева ни едниот ни другиот пат и на крајот неволно Унијата му дава мандат. И сега, со 28,5%, гледаме дека Германија е скептична. Значи му дава, ако можеме да кажеме така, условен мандат. Значи го прифаќа за лидер, но не го прифаќа со најотворено срце. Го прифаќа со големи ограничувања. Добро, ќе се вратиме на тоа. Главната негова политика е, вели, време е, она што влие на сите нас, затоа што ние сме нели еден проширен дел од Европа, кој веројатно никогаш нема да стане дел од Европската унија. Но никогаш не рече никогаш. Но никогаш не вели. Никогаш Мерц вели треба да седнеме и да одлучиме полека, но сигурно да се одделуваме од влијанието на Америка и да тераме независна европска политика за европејците. Значи, ова беше клучната порака која што тој кажа вчера. И ова е за него лично една која го следиме него како кариера, како политика. Ова е раскин од оној Мерц што беше до вчера ноќ и Мерц сега. До вчера ноќ тој важеше за еден од тврдите, најцврстите трансатлантски политичари во Германија. Ајде да го преведеме на македонски што значи тоа. Значи во Германија постојат политичари кои што инсистираат на одржување на цврстата врска помеѓу Германија и Соединените американски држави. Мерц беше еден од нив. Значи без разлика тоа што западна Германија некогаш, сега нели обединета Германија од секојаш имала таа врска со Соединените американски држави, имало разни гласови во германското општество колку цврста треба да биде оваа врска. Мерц е еден од оние кој што инсистирал на најцврста врска и кој што бил отворен дури и за проектите за формирање на трансатлантска трговска зона, што значи да нема царини помеѓу Америка, Канада и Европската унија. Вчера
видов во еден медиум вика тој стана деголист, во смисла нели Дегол кога инсистира нели за самостојна француска политика, значи деголист е европски деголист. Вчера тој вели, значи потребна е сепак е германец, значи не вика нагло, него вика стапка по стапка, постепено да се обезбеди независност на Европа од Соединетите американски држави. Самиот вели никогаш не мислев дека ќе морам да го кажам ова на телевизија. Ова го кажува во изјавата. Но по изјавите на Доналд Трамп од минатата недела, јасно е, ова американска влада не се грижи за Европа. Тоа е позицијата, тој самиот го потврдува што го зборуваш ти, дека никогаш вели не мислев дека ќе морам да го кажам ова на телевизија. Значи јавно никогаш не го кажувал. Сега, од друга страна, значи тој вели стратегија независност и со ова, значи идниот канцелар на Германија со актуелниот председател на Франција, Емануел Макрон, кој што бараше стратегиска автономија на Европа во однос на Америка, се поклопија со политиките. Не само тоа, тоа отиде чекор понатаму и рече дека во јуни ќе знаеме каков НАТО ќе имаме во иднина. Јас чекав уште да каже дали воопшто ќе имаме НАТО, не го кажа тоа, меѓутоа каков НАТО ќе имаме во иднина. Немој се колективна депресија, име сменивме за НАТО да влезиме. Ама осте се тоа, да. И го укинат и што ќе правиме после? Кој ќе биде единствениот успех на СДСМ? За Германија или ќе се видиме што значува за Македонија? Чека само уште една реченица, значи само да кажам. Значи, тука кај тебе во студио ги дискутиравме тие работи кога беа претходните германски избори. Значи, Олаф Шолц кога ја формира таа тројната коалиција најави дека ќе имаме прогресивни политики, дека ќе имаме еколошко економско чудо и дека ќе имаме невиден економски и социјален развој на Германија. Ништо од ова не се случи. Добре. Да, меѓутоа, во меѓувреме му се случи војна, му се случи една катастрофална енергетска политика и му се случи проблем со миграцијата. Сето ова доаѓа кај Мерц на маса. Олаф Шолц, ако се сеќаш, тој говор негов го анализиравме на 2-3 емисии, кога рече дека ова е време на парадигматична промена, нели, промена на парадигмите. Тој најави промена на парадигмите, најави дека Германија повторно ќе се вооружува и не направи ништо. Значи сето ова се доаѓа на тањир кај па токму затоа и толкав пат на рейтингот. Да. Впрочем има, пак ќе кажам, најслаб резултат на социјалдемократите по Втората светска војна. Да. Исто блиско и воопшто, пази. Значи едно од најстарите европски партии 150 години постојат, блиско и воопшто. Најслаб резултат. Ужасен. Да. Резултат ќе задржат позицијата во наредната влада, но мислам дека нема да имаат нешто многу силни позиции. Помладите бараат да не влезат во владата. Они велат ни треба опозиција, сега да се стабилизираме. Да се зајакнеме. Да. Добро, тоа е една внатре германска дебата. Види, овој санитарен кордон кој преживува, заедно со санитарниот кордон кој полека се обидуваат да го градат нели против оваа политика на Трамп во однос со Украина, не може. Макрон и Стармер, не може ли да значи своевидно европско обединување кое ќе има еден поинаков поглед од досега, односно ќе каже, знаете, тоа е тоа. Ние мораме да продолжиме без Америка, да го задржиме она што се нарекува нели вредности, демократија, либерална и она што тие го сваќаат како начин како треба да функционираат општеството. Види самиот говор на потпредседател Ди Венс на Мюнхенската конференција се осврна на вредностите. Значи, една алијанса постои доколку вредностите се поклопуваат, така? Тој спомна на разидување околу вредностите врзани со слободата на говорот. И ова е сериозна тема, која што и ние во Македонија не ја дискутираме, а треба да дискутираме како едно посткомунистичко општество кое што се ослободи од цензура. Ние треба да сме многу предпазливи кога станува збор за цензурата. А за жал, и во Соединетите американски држави, посебно со администрацијата на Бајден, и во Европа, посебно оваа дигитална цензура зема замав. Значи тоа што кажува J.D. Vance не е воопшто но ајде да се вратиме сега.
на страна муабетот за не, дајте се вратиме на. Значи тој говор сигнализираше стратегиско раздвојување, значи Америка си фаќа свој пат. Ќе видиме до кога? Не, види. До првиот порез во Сенатот и во Конгресот. Не мора да значи, не мора да значи. Од прилика така изгледа тоа. Види, гледаме дека граѓаните немаат проблем со оваа политика, што значи дека ќе се прилагоди и демократската партија кон тоа што го бараат граѓаните. Да се разбереме. Значи, по ние политики, трансджендери, волкови, молкови, биднато. Заврши. Демократската партија сега во една сериозна фаза на реформи, по тоа што јас го читам, најверојатно грешам. Но чекај да се вратиме се. Значи, што значи ова? Ако Америка тргне во своја насока, а Европа тргне во своја насока, тогаш мораме да спомнеме дека светот ќе излезе поинаку. Ако те интересира што значи тоа за нас види нема дилеми. Над 80% од нашата трговска размена е со единствениот пазар. Тоа е Европската унија. Тоа е Европската унија, така. Ние сме дел од тоа. Сакале, не ќе тоа е. Ние со Америка можеме да бидеме блиски само на телевизија. Не, можеме да бидеме блиски со нив и политички, пази се. Можеме да бидеме блиски околу вредностите, тоа никој не го спори. Меѓутоа, нашиот економски интерес ни налага, се разбира, интензивна соработка со европската политика. Европските лидери се собираат во Киев, проширени со Реджеп Тајип Ердоган. Не во Киев, него вчера им, не знам дали доаѓа, не видов тоа, меѓутоа вчера видов дека Макрон прати еден твит, како се вика сега на X, не е битно, објава имаше на X, од поранешен Твитер, кај што кажа дека имал телефонски консултации со Урсула фон дер Лејен, со Антонио Коста, со Џорџа Мелони, со Кейт Стармер, со Олаф Шолц, значи во иднина со Мерц, и ги спомна многу интересно Виктор Орбан и Реджеп Тајип Ердоган. Ова е многу интересно, сега пази, значи спомнува покрај лидери од ЕУ и функционери на ЕУ, лидери на 3 земји кои што не се во ЕУ. Пардон, на 2 земји кои што не се во ЕУ. Тоа се Ердоган и Стармер. И спомнува еден лидер кој што беше исклучен од главните европски текови, тоа е Виктор Орбан. Што значи дека и гласот на Орбан доаѓа на масата. Па се нормално, ја нема Америка, треба внатре да се засилиме. Точно, меѓутоа тоа значи дека се уважува позицијата која што тој досега застапувал. И значи Орбан ги искористи своите 5 минути, пази. И неговата политика доаѓа до види. Тој застапува едно гледиште, Виктор Орбан, кое што во Централна Европа е доминантно гледиште. Да, но знаеш како тој на масата. Од перцепција на знаеш, секогаш да ги гледаме работи во двете перцепции. Ова што ти го зборуваш држи вода многу, но од друга страна, многумина ќе речат дека Виктор Орбан и Џорџа Мелони и овој како се викаш од Словачка Фицо се тројанскиот конј на Америка, односно на администрацијата на Трамп во Европа. Види, јас мислам дека тие што тоа го тврдат, треба малку, ми звучат малце како се викаш овој на Канал 5 што излезе Сашо Ордановски. Добар, одлична анализа. Не, мора да ти кажам, знаеш зашто ми звучат како него, затоа што треба да се определат чив тројански конј се овие тројца. Сега не може да се истовремено и тројански конј на Трамп, и тројански конј на Путин, и тројански конј на Ши. Па гледаме дека Трамп и Путин сега заедно работат, така што на Ши не се. На Лула да не се. На Ши е овој Вучич само. На Милеј да не се. На Милеј Елон Маск, он ја презема моторната пила. Па нели му даде државјанство Мелони? Добро. Па сега не може како викаат србите, не може јаре и паре. Значи најверојатно станува збор за автентични европски политичари кои што си ги гледат интересите на својата земја. И Фицо си ја гледа Словачка, и Орбан си ја гледа Унгарија, и Мелони си ја гледа Италија. Меѓутоа, ниту Фицо, ниту Орбан, ниту Мелони помислуваат да ги извадат своите земји од ЕУ и од НАТО. Тие само велат, луѓе, не го сваќате целиот наш проект на ЕУ и на НАТО идеологизирано, како демек постои канон и ова е ЕУ, ова е НАТО, демократија, така? Ајде сега да зборуваме како да се организираме. Значи ти одат по старата мудрост на Бранко Црвенковски, вака више не иде. Вака веќе не може, вака веќе не. Да, убаво го сабира. Значи да. Меѓутоа види за разлика од него,
но за разлика од него, овие тројца кои ќе го кажат тоа, после нешто прават. Знаеш, значи не е работа само да се констатира и да се продолжи по истото, така? Него работа да се констатира да се тера поинаку. Добро. И сега, значи Макрон меѓу другото е прагматичен лидер. Можеме што сакаме да зборуваме за него. Меѓутоа има кај него една голема вид на прагматичност и забележуваме дека Макрон, кога станува збор за интересите на Франција, не гледа низ идеолошки призми. Што ги обединува, да речеме, Макрон и Орбан? Вредносно. Не гледаме многу точки каде што тие двајца се среќаваат. Вредносно. Меѓутоа гледаме дека се блиски. И во однос на средби, исто е така и кога ќе дадат, нели, не знам дали си видел тоа, дека на запад, па и во Унгарија, Будимпешта, даваат по некое време испис со кого се слушнал премиерот или председателот. Многу често се случаат овие двајца. Не, мене ми делува како малте не дневно дури понекогаш. Забавен соговорник Орбан. Мене ми делува дека информиране, чита и дава гледишта кои што треба да се земат во предвид. Веднаш верните слушатели велат, веднаш има друго ниво еспресото со Боцевски кога е во студио. Нека се кене уроче, само да поплукате. Но чека сега да се вратиме на ова. Значи, која е точката на која што тие се случат? Украина. Дали може да се случи? Дали може да се случи? Сега твое предмидување, анализа, ние не сме гаталци, ниту ја, ниту ти, ниту никој бе. Европа да ја продолжи поддршката за Украина доколку сад ја прекине. Не. Зошто? Па кога ќе се видат буџетите, воените буџети, кога ќе се види воениот, како го викаме, на хардвер и софтвер. Значи не може. Значи без американска поддршка ова е невозможно. Значи без разлика на се. Ние можеме да анализираме Русија дека е проблематична како од многу аспекти. Во овој конфликт. Не, во многу аспекти е проблематична. Меѓутоа, може некој да спори Русија како воена сила? Па да ти кажам искрено, со оглед на војнава, веќе Русија не изгледа толку моќна како претходно. Ние претходно, кога анализиравме на Русија, извини, сите владееше несогласување околу тоа дали Москва ќе го освои Киев за 7 дена, за месец дена или за 70 дена. Но сите велевме дека ќе го освои Киев. Се согласувам со тебе. 3 години подоцна ние гледаме дека Русија не може да го освои Киев. Меѓутоа, која држава го има најголемиот нуклеарен арсенал во светот? Русија, тоа е факт. Но понатаму видовме оние оружја кои што ги потребуваат, таа ракетата, орешник и така натаму, видовме дека целиот арсенал што постои таму не е употребен, и исто така таа земја нема направена комплетна мобилизација. Значи сето тоа и во Европската унија сега овде имаш 2 нуклеарни сили. Дозволи, сето тоа треба имаме само една во Европската унија. Имаше 2. Во Европскиот круг. Во Европскиот круг има 2. Да, а инаку имаш само една. Велика Британија и Франција. Да, и де факто ги викаат Германија и Италија дека се де факто нуклеарни сили, затоа што кога сакаат може да развијат нуклеарно оружје, не сакаат. Исто тоа треба да го земеме предвид. Значи технологијата има, знаењето го имаат, само нивната политика е дека тоа нема да го прават. Од X причини, така? Но да се вратиме на ова што го зборуваме јас и ти. Значи Русија е неспорна воена сила. Војувањето во 21 век, видовме некои работи кои што сега за нас се незамисливи. Војна со дронови, со сателити, значи не се разбирам во овие работи, само ги следам, не се дрзнам да коментирам затоа што не е моја експертиза. Да. Но меѓутоа, значи таква современа војна каква што се води во 21 век во Украина. Значи една крвава војна. Во една земја која што е натопена со крв последниве 400 години. Во сите можни судири. Не е возможно да се води без Соединените американски држави, да се разбереме. Не е возможно. Значи, како сакаме можеме да водиме анализа? Европа, за да стекне моќ, знаење и подготвеност. Како да водиме војна заедно со Соединетите американски држави, кога нив сега им е дојдено до пари. Они бараат 500 милиарди од Украина. Ајде вака да го ставам. Значи, Европа, ако се усериози, може во нареднава деценија да развие капацитети и потенцијали со кои што би можела да ја води таа војна. Сега го нема тоа. Дали добро, мислам, сваќаш разборам? Окей. Да. Но значи во моментов тоа го нема. Така што мислиш ли дека може да се случи ретерирање од
американска страна. Не може, Тие ги почна не може. преговорите буквално без Европа на маса и без Украина на маса. Ги почна сами преговорите со Русија, нели имаше една средба во Ријад, во Саудиска Арабија. Да. Потоа по таа средба почна препукување на релација Трамп-Зеленски, Джей Ди Венс Зеленски, Рубио-Зеленски, у кој што практично Соединетите Американски држави сега бараат пари од Украина, односно велат, еве сега тоа што ви дадовме 500 милиони да ги вратите. Ја проверував неколку независни Милиарди. 500 милиарди, се извинувам, неколку независни извори. Помошта на САД кон Украина не е ни е скоро тројно помало од овие 500 кои ги бараат. Они на папир имаат дадено 500, односно имаат ветено 500 милиарди, а имаат дадено 160 и нешто според последните проверки, затоа што се следи од минута во минута каква помош дошла во оружје, каква помош дошла нели во кеш, во пари. Многу помалку се, еве некој пишал 350 милиарди, помалку и од 350 милиарди таа помош. И сега бараат 500 милиарди од Украина во минерали, вели Доналд Трамп, тоа од една страна многу проблематично, а од друга страна Зеленски вели, ако е проблем моето останување на власт во Украина, јас ќе се повлечам за доброто на мојата земја, доколку за возврат нели добијам членство на НАТО во Украина. Членство на Украина во НАТО. Вчера го изјави тоа. Значи, кога почна, уште пред да започнат разговорите во Ријад, една голем Америка излезе со една цела серија на точки кај што каже дека нема да ги спори, и Русија излезе со една точка која што нема да ја спори. Нели, овој Пит Хексет, американскиот министер за одбрана, каже дека Украина ќе остане суверена, ќе има промена на границите и рече дека Украина нема да биде земја членка на НАТО. Русија каже дека нема проблем со тоа Украина да биде членка на ЕУ, затоа што ЕУ не е одборен сојуз. Значи, веќе гледаме дека двете се поместија позициите и просторот, ако беше волку широк, сега се стесни околу преговорите. Тоа е едно. Второ, Украина бара безбедносни гаранции за својата иднина, односно дека нема да има обнова на војната и нова руска интервенција, нова руска инвазија врз Украина. Ај сега да видиме договоров што го нуди Трамп. Дали е за пари или за нешто друго? Чисто вака нафрлом. Дали овој договор може би е поинаква форма на безбедносна гаранција од Соединетите Американски држави кон Украина? Затоа што ако не само минералите, туку гледам, тука е еден огромен дел од инфраструктурата, гасните мрежи, гасните чворишта, мостови, не знам што там, пристаништа. Тоа се рад на Америка да биде. Сега, ама напад на американски имот, дали е напад на Америка? Не, ме разбираш, Трамп е многу потценет политичар и многу потценет ум. Значи не може човек кој што бил само милионер и станал милиардер без инфлација, пази, да кажеме дека не е интелигентен. Да, но не може човек, не дозволи, не може човек кој што бил исмеван и кој што бил на самиот маргина на американската политика два пати да биде биран за председател. Против целиот естаблишмент, медиумски, политички, па и бизнис, тргнат против него. Значи, човекот го подценуваат, тој не е интелигентен, како што велат некои наши аналитичари, тој е хиперинтелигентен, да се разбереме. Па добро, за разлика од нашите аналитичари, кои имаат завршено на Штулов, или имаат проблематични на образование. Штулов имаат завршено, значи Доналд Трамп има на Универзитет в Пенсилванија, на 14 во свет Вортон Бизнес Скул, која е прва или втора цел време со Харвард Бизнес Скул. Но да се разбереме, сакам да кажам, едно пази сега, ти да останеш во оној див пазар на Њујорк, како на движнини, како број 1 цело време, значи дека види. Добро, сега има туку банки и кредити така. Тоа значи дека си но да се вратиме, значи ајде да го ставиме вака. Дали е ова една форма на безбедносна гаранција која што дава Соединените американски држави кон остатокот од Украина, што ќе биде на крајот на преговорите? Гласно размислуваме, така? Ајде, гласно размислуваме.
Може би и ние Егејска Македонија на грците им ја дадовме како безбедносна гаранција. Не. Ајде вака. Пиринска на бугарите како безбедносна гаранција. Може Косово е безбедносна гаранција. Ајде вака. Знаеш вака, кога гледаме навлегување во територијалниот интегритет на другите земји. Како реагира Австрија секој пат кога има акција од македонската власт кон Евана? Ще брани. Ама не реагира, види, не се ја брани онака. Ева на они коцкарници ги бранат. Ева на пас струја. Што е приватен капитал. Они коцкарници ги што е приватен капитал. Во конкретниот случај, огромен дел од оваа инфраструктура на Украина и минералните богатства ќе бидат во некој фонд каде што 50-50 собственост ќе биде државата Украина и Соединените американски држави. Пази. Сега, значи зборуваме гласно. Дали ова некоја форма на гаранција? Се зборуваме. Јас од марксистичка гледна точка би прашал дали ова е некаква форма на империализам? Одговорот е еклатантно двостран империализам. Судир на две империални сили за ресурси за од една страна Русија, од друга страна Соединетите американски држави, а Украина како една помала сила, нели помеѓу чеканот и наковалната на крај ќе ги исполни барањата на двата хегемони, едниот од запад и другиот од исток. Ајде да се свртиме на нашата помала држава, се може ли конечно да Македонија, мислам дека пауза за реклами треба да направиме, а по паузата, почитувани слушатели, останете со нас, ве гледам во огромен број, немојте да не напуштате, затоа што по паузата ќе слушнете каде сгреши, дали сгреши, дали може би направи брилијантен потек премиерот Христијан Мицковски со неговото обраќање на СИПЕК. Од повеќе аспекти ќе се осврнеме на таа работа, сакаме критички да ја обсервираме, затоа што за прв пат во македонската историја некој наш премиер се обратил на СИПЕК, за прв пат имаме на вакво високо ниво комуникација со Соединетите американски држави и дали прашањето кое сега јас ќе го поставам гласно е дали тоа воопшто нас ни треба. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ова емисија не е поддржана од USAID и затоа ќе обстои. Види, доказ за таа види USAID правили убави работи во Македонија, сега се разбереме. Јас сум работел на проекти не се сите пари фрлени во ветер, но повеќето се. Значи што кој ни се реформира? Јас работев во ветер се фрлени. Што кој ни се реформира вециња и така натаму, а гледаме дека знаеш што стана и досадно затоа што некои ликови што и оствари можам да сведочам пред Конгрес за работата на USAID у светот, да. Во светот. Доколку е потребно. Па види, со сите пари што ги добиваше не само од USAID, него со уште од едно 5-6 издашни фондови до ден денес, како се викаше оној Джеват Дерала, не успеа нели да ги не успеа да дојде ни од промил од слушано што ние го правиме. Не само тоа, значи да ги оставиме сите и Джеват и Сашо и сите. Главниот проблем со тие потрошени пари е не само тие пари беа потрошени за македонците да ја засакаат либералната демократија, ја замразија. А завршната македонците ја замразија. Нели либералната демократија, и тоа е суштински од економска перспектива како погрешно да потрошите пари, контрапродуктивно. За факт чекери беа во Македонија ангажирани луѓе кои што беа најголеми перјаници на во време на комунизмот против па не и сега ги гледаме реферира. Денко Малевски рече збогум Америка си го направи кругот. Човекот кој докторираше на тема поврзана со американскиот империализам, сега веќе се збогуваше од Соединетите американски држави, но Ивица знаеш што? Гледа сега конзистентност. Значи тоа проблем. Ја имам една проблемот теза. Е кога немаш конзистентност, пази се. Ја имам една теза. Во моментот кога секна чешмата, сега плукаме по Америка дрва и камења. Значи цело време, пази се, цело време тука сме скептични во однос на X политики врзани со Америка. И сега сме скептични, не викаме дека Трамп е целокупната вистина на светот. Јас сум изразито скептичен. Меѓутоа цело време зборуваме дека ние поаѓаме од една позиција дека сакаме Македонија да го сочува својот стратегиски однос со Америка. Ама Ивица, и пази се,
ти текнали шо све не блатеа, не фрла, па дури знаеш дека истраги се отварале за нас по агенции, вакви такви за проруски, прокинески наративи, ширења, глупости, едно друго. На крај шо испадна, кажи ми? На крај испадна дека ваму било како беше джубокс. Прашање дали би бил гостинот согласен да се сними спот за Медија Могулс, рапот од полувреме што иде, AI што ни го правеше, вика, па да уживаме и визуелно, а не са, па може да снимиме спот за тој добар грув. А инаку интерна шала. Но Ивица, ја имам сосем спротивно мислење. Ја мислам дека Русија како држава, зборуваме пред се на Балканот и во Македонија, најмногу има профитирано од овие проекти на USAID. Тука види, како што најголем стратегиски добитник од интервенциите на Буш на времето во Ирак и во Афганистан беше Иран, што е вака лудо, нели да се каже така. Меѓутоа гледај, своите позиции еден од најголемите непријатели на Америка ги утврди заради американските политики во Ирак и во Афганистан. Исто така и овде. И тоа пази, не заради тоа што не се... Значи, кога ти ке ставиш луѓе кои што имаат потрошен морален кредибилитет, пред се морален, не збориме за политички, кои што немаат интелектуален капацитет, да бранат небранливо, па нормално дека на крај злато кој што ќе биде знаеш. Ај сега да се вратиме. Меѓутоа тоа не значи дека овој народ е глуп. Да. Или било кој народ дека е глуп. Не значи дека овој народ е глуп, има за некои владеат стереотипи дека се глупи, проверено не се точни. Да се вратиме на она што го загатнавме. Не, само ова да кажам, значи делот кој што ние ќе треба да го следиме околу мировните преговори со Украина е дали таму ќе биде предвидено членство на Украина во ЕУ на брзи траки. Зошто? Членство на Украина во Европската унија на брзи траки е невозможно без членство на целиот Западен Балкан и на Молдавија. Не може, ние бугарите ги немаме. Не, остави ги бугарите. Не, остави ги бугарите сега. Остави ги бугарите сега. За тоа ќе збориме. Меѓутоа, доколку во тој договор на крајот стои членство на Украина на брза пруга кон ЕУ, тоа значи членство и на Молдавија и на целиот Западен Балкан. Нормално ние сме пред Молдавија и Украина каде. Стратегиски. Значи тогаш веќе друга димензија зазема проблемот Македонија Бугарија, не дека ќе го снема. Меѓутоа поинако ќе се одрази на ситуација. Така што тука еве да затвориме оваа тема што отворивме на почетокот. И одиме сега со Мицкоски. Ајде, одиме со Мицкоски. Мицкоски беше во Вашингтон. Добро. И сега, знаете, еве, како искусен дипломат, како човек кој бил активен во повеќе влади, ме интересира твојот став за ова негово делување. Прво доби навистина огромна чест да говори на најзначајниот настан на републиканската партија, тоа е СИПЕК. На истиот настан говореше и Трамп, говореа и многу видни светски и лидери од Соединетите Американски држави, но прашањето ми е дали во доба кога ние сме аспирант за членство во ЕУ, кога имаме најголема трговска размена со ЕУ, и во доба кога ние де факто гледаме како еве Мерц вели, ние треба да се подготвуваме независно да функционираме без Америка, дали мислиш дека ова делување на Мицкоски може да ги иритира европските лидери? Особено затоа што таму беа испратени и жестоки пораки кон двојните стандарди на ЕУ во однос на Македонија, во мешањето во внатрешните работи, од Преспанскиот договор до ова што сега ни се случува со Бугарија и така натаму. Ајде да појдеме од крајот, така? Ајде. Вистина ли ова за двојните стандарди? Вистина е. Вистина ли дека ЕУ е непријатно ради тоа? Зошто ЕУ сакаше, види, зошто Европската унија сакаше да ги утиши сите гласови од Македонија кои што вика дека има двојни стандарди? Затоа што е непријатно. Значи не можеш ти да се представуваш дека си светилник на демократијата, главниот што ги почитува човековите права, главната светска сила која што се залага за почитување на сите идентитети, од етнички до сексуални, така?
А тука да нема место за македонците, еден европски народ. Значи сака лошата совест да си ја прикрија, така ли е? Сега Добре, ми сега, не мора, па ние сега... не мора. Мора. Тоа не е нашето... На мал народ шо му е родието? Но знаеш сега, оние ако се наљутат тие големците таму ЕУ, ако речат кои се овие мали бе вака што не прават. Ама ние сме, нека се лутат бе. Ова е нека се ова е мој изблик на Денко Малевизам. Да, нека значи лутат, ние сме мали, никакви сега ние треба да кјутиме затоа што може да ни направат период. Има граници докаде се ќути. Има граници докаде се ќути. Значи мислиш дека е во ред ова? Ја мислам дека е во ред. Не. Мислам, риториката која што тој ја константно ја кажува, каде што укажува на овие двојни стандарди и на овие двојни аршини е коректна. Не само тоа што е коректна, тука е конзистентна. Тоа го зборуваше и во предизборите, и пред претходните избори, и во предизборието, и сега го зборува. Ја, откај мене овие... Значи, во политиката треба да се конзистентен. Ми честитаат роден ден сите од Сабајле, никој од сегде ми е тргнато само овие, а не сум взимал од овие брзи кредити. Да. Откај знаат? Остаги се брзите кредити, се види, се стигнавме до... Да, не, од Сабајле полемизира. Но, само сега да се вратиме сега на една работа. Сега, за да бидеме конзистентни во однос на она што ја ти сме го зборувале. Значи, мора да бидеме присутни онаму каде што се кројат одлуките. Мора да бидеме присутни онаму каде што се... Или си на масата, или си на менито, би рекол Звонимир Јанкуловски. Да, тоа се види... Рекле многу премнего, но... Не, тоа се излитени дипломатски фрази, кои што амбасадорот Јанкуловски ги потребува точно каде што треба, значи не сакам сега тако да го, меѓутоа, мене па ме нервираат излитени дипломатски фрази, затоа не ги потребувам, затоа што ми звучи како она на фуерет и текнували. Знаеме дека не е фер, но животот не е фер. И тука од тебе излегува нервоза невидена, знаеш, кога слушнеш таква фраза. Така што, значи, оваа конзистентност е точна и прецизна и кажува јасно кој е проблемот кој што ние го имаме визави францускиот, односно бугарскиот предлог, кој што во моментот стои меѓу нас и отпочнувањето на преговорите. Значи, тоа е едно. Второ, ако веќе правиме една споредба на да направиме Америка повторно голема на Трамп и на политиката на Мицковски. Иако е тешко да се прави, затоа што не е споредливо. Вама е континенцел, вама е земјичка малечка, која што колку Вермонт е тамо. Меѓутоа, ајде да видиме, чекај. И меѓу другото никој не сака да се насели во Македонија. Да направиме. Не е баш така, сега види кој нема со кој да правиме. Во последно време обратен е процесот. Види во последно време и во Струмица кога седнеш во Шаломе, да речеме, види кој те служи, па да видиме дали не сака никој да се насели. Добро, јас сум секогаш за Бангладеш. Нема, дочекав да видам во Македонија, еве таму, да нарачуваш на англиски и да нарачуваат на англиски во својот роден град. Па да, види кој работи. Од која националност работат келнерите, па да зборуваме дали некој не од кај се, од Бангладеш, Непал? Па или од Филипини, така нешто. Филипини? Па да. Прекрасно. Тоа е одлично богатење на може ли да се вратиме сега на темава сега? Види ми се стигнавме до Шалом у Струмица од сипак Вашингтон. Ајде да се вратиме на темата, може? Значи, па добро, луѓе, можете ли еден по друг да зборувате, човек да ве разбере? Многу сте гласни и само разговарате ви се еден покрај друг, си поминуваат во исто време, не со сослушување да знаете што разговарате. Тоа е толку напнато и гадно за гледање, па што не гледаш бе, Македонка? Ај, смени, што? Добро, продолжуваме? Ајде. Значи едно по едно одиме, да. Да. Републиканската партија на Трамп не е републиканската партија од минатото. Значи, идеолошки, тимот на Трамп е многу поразличен од она што беше републиканска партија. Платформата која што ја направи Доналд Трамп е многу поширока од некогашната републиканска партија. Заради тоа тој успеа да го добие и народниот глас во Америка, и Сенатот, и представничкиот дом. Заради тоа тој успеа да направи платформа каде што се качија и луѓе како Тулси Габард, која што се подсетиме, кога ја водеше нејзината претседателска кампања, своите гласови му ги даде на Берни Сандерс. Џо Роган, како радиоводител, застана за Трамп. Кого Џо Роган го подржи во 2016 година на
за време на предизборието. Исто така Берни Сандерс. Елон Маск, кој што целата негова, дозволи само, кој што целата негова целиот негов живот како како бизнисмен јавно кажува дека неговите симпатии се центар лево и ги поддржува демократите и се сеќаваме колку го мразеа републиканците затоа што за време на мандатот на Обама ја посети неговата фабрика Тесла за да каже дека ова е иднината за Америка, така? Елон Маск дочекавме да биде главна тупаница на конзервативизмот со моторна пила. Со моторна пила и со милеј. Не, чекај се, каде е паралелата? Паралелата е со Зоран Заев. Не, Зоран Заев не е со Зоран Заев. За да победи, Зоран Заев ги напушти корените на СДСМ за да добие гласови од Арачиново. Ја раскрсти со македонскиот патриотизам по неговиот. Тој раскрсти со она што се нарекуваше СДСМ и сега по владењето на Зоран Заев СДСМ е она каде што се наоѓа. Мислам дека многу послична е политиката на Трамп со она на Заев од со она на Мицкоски. Зоран Заев направи предавство и Зоран Заев не дојде на власт како резултат на автентични политики, докато дојде резултат на власт како странска интервенција. Затоа што Мицкоски нигде не расчистува историјата, да се разбереме. Странска со огром и не расчистува ни Трамп со историјата. Напротив. Не расчистува. Ја враќа историјата. Значи расчистуваше Бајден со историјата. Со историјата на неговата партија. Паѓа статуите за време на Бајден. Се враќаат статуите. Ова е уфилман дека Ендрю Джексон. Не, се враќаат статуите со Трамп. За Ендрю Джексон 100 пати го зборувавме в дека, така ли? Трамп во студио. Да се вратиме на оваа тема. Каде е сличноста тука? Платформата која што гради Мицкоски во Македонија овозможи на таа платформа да се качат и луѓе за кои што било незамисливо да се помисли да се гласа за ВМРО ДПМН, камо да се членува во ВМРО ДПМН. Значи луѓе кои што поаѓаат од она што ти ми се смееш кога го нарекам асномско јадро. Асномското јадро со Мицкоскиот иде, не е више со СДСМ и тоа е проблемот на Филипче. Филипче со неговиот избор на подпредседатели, функционери и така натаму. Тој наместо сега да се врати во делот каде што беа една Илинка Митрева, каде што беше еден Благој Ханџиски, тој тргна у контранасока уште повеќе од Заев. Се ми кажеш дека во Америка сега асномското јадро ли? Не, сакам да кажам дека во Америка е јадрото поврзано со Џорџ Вашингтон, со Линколн, со Теди Рузвелт и ако бараш веќе со Франклин Делано Рузвелт. Дали забележуваш дека работничката класа во Америка отиде со Трамп? Дека имаме една невообичаена коалиција каде што синдикатите и работодавците се наоѓаат за еден човек. Ова е ненормално. Мислам, незамисливо било само пред некое време. Најголемите синдикати во Америка, значи освен синдикатите во јавниот сектор. Сите синдикати во приватниот сектор застанаа за Доналд Трамп. Обичниот работник во Америка застана за Доналд Трамп и техничките могули. Што е еден мал дел само од американската олигархија. Најголемиот дел од американската олигархија си остана со демократите и отиде во Конор. Најголемите експлоататори и најексплоатираните ќе се обединат позади една политика, знаете, таа политика е шарада. Не согласам со тебе, затоа што тие што највеќе експлоатираат тешко да се во дигиталниот свет. Мислам дека се вови малце по-тврдиот. Тој остана ваму, на другата страна. Па не баш остана на друга страна. Аутоиндустрија со Трамп. Не баш, сега да се разбереме. Но дали ќе беше подобро за Македонија Трамп или Камала, мојот став го знаете. Се уште стојам дека победата на демократите која за жал не се случи. Ја мислам дека Трамп ќе беше многу подобра. Ја мислам дека Трамп ќе носи една одредена ветрометина затоа што станува збор за човек кој очигледно многу лесно решава трајни проблеми и тоа ќе го види сега Зеленски, нели? Чека да се вратиме се на начинот на кој Трамп ги. Но еве, да се вратиме на другава тема. Ајде сега. Покрај тоа, за разлика од некои партии види, улогата на најголемата партија на десницата во секој политички систем е многу јасно. Да ги мрзи сите. Не бе, кај се види сега што збор. Обратното е. Значи, улогата на најголемата партија на десницата во секој политички систем е да се расшири од крајна десница, па дури до центар лево, да направи еден колку што е можно поголем шатор, што викаме,
и да собере колку што е можно повеќе луѓе кои што да речеме во тој момент го одразуваат еден национален дух, политички дух. Истовремено, политиките на тоа што е десница во светов, така, главна десница, треба да невозможат да израсне радикална десница, што е твој страв. Значи, успешна е онаа десница која што оневозможува радикалите да дојдат до израз. Трамп тоа го прави. Со тоа што е најрадикален. Не, има многу порадикални од него. Па добро се видовме. Нема така се. Видовме на каде Трамп гледаш етничка омраза. Значи вака се. Немој така. Ај сега да бидеме доследни. Ама не си во право. Видовме доста. Видовме на инаугурацијата на Доналд Трамп. Видовме салутирање на Илон Маск, кој е било така, поздравување, добро, ајде. Не беше тоа тамо? Така било. Ама не беше на инаугурацијата тоа? Не, така, на пост инаугурацијата тоа. Не беше на пост инаугурацијата. Кај беше тоа? Кај беше? На митингот во Madison Square Garden. Така де така. Ама кој зборуваше на тој митинг? Илон Маск и Трамп после него зборуваше. Ама кој други зборува, бе? Сите, многу имаше. Во публиката имаше ли црнци? Ема добро. Имаше ли хиспаноамериканци? Добро бе, еве сгрешил. Имаше ли евреи? И сега ние му веруваме сите на Илон Маск грешил, окей. Не сгрешил. Он само кажа што сака од срце проч. Стив Бенон, кој му беше на траен соработник на Доналд Трамп долго време, повторно сега го направи истиот поздрав и направи проблем, така. И дел од лидерите. Дури од партијата на Лепен, ова е многу интересно историски, поради тоа салутирање на Стив Бенон, фашистичко очигледно, од партијата на Лепен рекоа дека ќе го напуштат СИПЕК поради тоа и нема да се обрати нивниот лидер кој е премиер, мислам, што е таму Франција, нешто нависо, председател на партијата. На партијата. Да. И сега замисли колку треба да си радикален за од тебе да се огради Лепен. Imagine. Нема, значи се види, не си управо за многу работи. Ајде се идеме, ајде да видиме зашо не си управо. Прво не си управо за тоа дека Лепен веќе не е најрадикалниот. Партијата на Лепен веќе не е најрадикалната во Франција. Значи, за разлика од незиниот татко, Марин Лепен ја исчисти партијата од многу, сега не сакам да употребам лош збор, шајшуткиве да ги речеме, кој што не им беше место во една нормална партија. Антисемити, не знам, чудаци, да кажеме, политички чудаци. И сега ги, токму заради тоа, тие се сега најголем политичка сила во Франција. А Трамп уште ги нема исчистил на 6 шутките. Не ги исчисти сите. Еве Бенон се поздравува. Ама Бенон е будалетинка и мислеше дека со тој поздрав ќе ги исме овие што го критикувале Маск. Наместо тоа направи проблем. Се зборуваме искрено. Многу глупав начин. На многу глупав начин, така е. Сега, да се вратиме на ова. Доналд Трамп и покрај тоа што го обвинува за сите овие работи не е таков. Значи никогаш еден републикански лидер не добил толку гласови од малцинствата. Како што ги доби Доналд Трамп. Сето остајот кој добил гласови, политиките гледај ги. Па и политиките кај гледаш ти во политиките антицрнечка политика. Кај гледаш антихиспана политика. Кај гледаш антиженска политика. Не ја коментираш онаа сцена која го потпиша она негова извршна наредба за која што јас со 3 раце ќе ја 2 раце имам, со 10 раце ќе ја потпишам. Која? За тоа дека мажи не може да идат во женски спорт. Кажи ми дали ова логично? Лепчо. Сега ако се осеќам, јас прифаќам. Како бе сега? Значи што е логиката на женскиот спорт? Зашо постои женски спорт? За жени да се такмичат. Затоа што телата ни се различни физички, така ли? Да. И па како може мажи да се такмичат во женски спорт, зашто така се чувствуваат, кажи ми? Се согласувам со оваа извршна наредба. Со тешко срце морам еве и јас со нешто да се согласам. Ама се согласувам. Значи сега се враќаме на оваа тема. Значи имаме враќање на здравиот разум во таа американска политика, така? Сега добро, да. Здрав разум со моторна пила да се шета Илон Маск и здрав разум, малце ми е... Тоа не е здрав разум, ја мислам дека американската политика влегува во една фаза на реалити шоу. Добро, дозволи сега да довршиме тезата што ја правиме. Значи, улогата на десницата е да невозможи да се појави радикална десница, која ќе стане ригидна, која ќе стане калцифицирана, која ќе стане вкаменета, идеолошки десницата, тогаш се случува се и сешто. Се случуваат и израснат и чудаци, меѓутоа и некој друг да ти го преземе приматот, како што во Британија гледаме дека се случува. Значи, во Македонија, во моментов,
најцентристичка опција е ВМРО ДПМН, која што оневозможува појава на радикална десница. Како? Во моментов, во Македонија, најцентристичка сила. Што значи центристичка сила? Значи, никој нема проблем да коалицира со ВМРО ДПМН. Плюс, политиката што ја води Мицковски, буквално настојува да ги обедини сите, од крајната десница до центар лево. И да даде една платформа која што го одразува она што е моментален политички дух, идентитет политички на Македонија. Значи, една колку што е можно поширока платформа. Може би идеолошки е поплитка од онаа што би сакале да видат многумина во ВМРО ДПМН. Меѓутоа, токму тоа овозможува едно поинакво владење. Еве тука гледам некоја паралела. Инаку да не забораваме, во Македонија, кога се воведе демократијата, првиот санитарен кордон кон две партии беше насочен. Кон ВМРО ДПМН и кон ПДП. И кон ПДП. Прво падна кон ПДП. Ема се проби санитарниот кордон. Тоа само да кажеме дека тоа не е, да. Значи, чекај, Љупче со вакви ставови ќе заврши на пресна ДПМН. Вика, слушај како го вика за Сашо Ордановски, дека ќе ме споредат со него. Не може се, јас сум сепак независен и објективен новинар. Овакво јас сум, не може да ме стават во никаква, нели, топ. Уште две работи во однос. Значи, чекај се, пак да се вратиме на ова. Истовремено не гледаме дека ја губи врската со Европската народна партија ВМРО ДПМН, ниту пак со лидерите од таму, а исто гледаме една прагма. Значи, според тебе... Не, како што забележав, само оваа недела ќе биде и кај Ердоган, премиерот, а потоа и кај Орбан. Меѓутоа, не видов да речеме дека има проблем нашиот премиер да комуницира, да речеме, со Педро Санчес. Дали дека нема проблем веднаш на мерци, така натаму. Дали има проблем да комуницира, да речеме, со Стармер? Дали има проблем да комуницира со Макрон? Па мислам дека ќе оди сега наскоро во Велика Британија, има самит на Западен Балкан и ќе биде присутен таму. Девид Лами го организира тоа, но Ивица, дали Мицковски со овој продор што го прави во американската политика, ти велиш дека нема да ни се нели наљутат од Европската унија, но па нема да ни се наљутат ако објаснуваме што правиме. Дали ако го правиме, види, ако го правиме онака навивачки, ако го правиме како што, значи, поддржувачи на Трамп во Македонија се, да речеме, најчесто момчиња тинеџери кои што имаат, нели, ентузијазам, еуфорија околу таа политика. Тоа е друго. Ова е друго. Добро. Има разлика, но, така? Дали ова се знае, добро, јасно е од каде доаѓа. Имаме еден македонец бизнисмен, господинот Крис Павловски, кој е очигледно голем македонски патриот и му помага на премиерот Мицковски и општо на целата наша држава да седнеме на тоа столче, тоа е очигледно, но дали мислиш дека може од оваа наша интензивна комуникација со САД да дојде некаква друга поддршка, типот да дојде геополитичка сила, да рече, ај вратете си го името, да дојде една ваква геополитичка сила голема, нели, да инвестираат милиарди во Македонија, па ние да станеме Швајцарија на Балканите економски, да може да се случат одредени релации, не знам се, ако се уведуваат тарифи, па нас да не ни воведат и со самото тоа. Последното не може. Значи, тоа последното не може, затоа што ние сме органски врзани со заедничкиот пазар, со единствениот пазар на ЕУ. Значи, последното што кажа за царините не може. Добро. Старт, одговараме. За првите две точки што ги кажа, како беше она познатиот виц англиска трава, како се прави, кажи ми? Како? Вели, садиш, залеваш и косиш. И така едно 900 години. Не сега. Не велам дека 900 години ќе треба за ова, меѓутоа треба да се направи првиот чекор. За да се направи така конечно, ова е првиот чекор според тебе? Да. До сега многу килово тоа го. Не, види. Првиот чекор. Не е ова првиот чекор. Првиот, види, 100 пати го реков ова и пак ја повторам. Америка е присутна во создавањето на македонската држава. На почетокот на основ кој се обраќа меѓу другите, кажи ми. Да. Се обраќа и мислам дека капетан или што беше таму, подполковник, кој што ја води американската мисија при партизанските одреди во Македонија. Се обраќа на моментот кој е основана македонската држава. Она што го кажаме неколку пати овдека. Прв македонец кој што е во валната соба? Драголюб Ставрев, како премиер кон крајот на 60-тите, што му дава орден на Линдон Џонсон заради
помошта при обновата на Скопје по земјотресот. Во валната соба беше и Киро Глигоров, во валната соба беше и Борис Трајковски, во валната соба беше и Владо Бучковски. Мислиш дека Христијан Мицкоски ќе влезе во валната соба? Со овај интензитет на поддршка на соработка и така натаму. Дури и да не влезе. Ова е начинот на кој што се прави политика со Америка. Значи нема финти, како што на времето замислуваше Зоран Заев. Ај сега ние нивки им дадеме, не знам ова, па они нас, нели, или како што замислуваше Артан Груби. Јас се уште чекам Формула 1 трак. Не, како што замислуваше Артан Груби, нели? Затоа што ние го поддржуваме проектот Бехтел и Јенка, сега готово со Америка, јас сум американскиот човек овдека на Балкан. Тоа е коруптивно, не може тоа така. Значи, политички кога се ангажираш, ти политички си присутен, градиш односи, градиш релација, стекнуваш доверба, ја одржуваш таа доверба и на крај тоа треба да донесе до позитивен помак за земјата. При тоа, нормално не е сам премиерот таму. Значи, Мицкоски не може да ги собере сега сите македонски дипломати на едно место и да им каже ова ви се инструкциите. Како и секој премиер. Како ги дава инструкциите премиерот? Говор држи. Има настап. Зарем на некој македонски дипломат сега не му е јасно која е политиката на Македонија кон Америка? И како треба да се постави кон своите колеги? Ја го гледав цело обраќање на Мицкоски, многу, морам да бидам искрен, многу ми се допадна оние делови која повторуваше it's not fair, кој кажуваше дека не е фер ова што Елни го прави, тоа беше навистина, дури мислам дека тоа се моменти за историја, ова без ни ронка сарказам кој требаше да го слушне тоа? Дали Вашингтон требаше да го слушне? Вашингтон требаше да го слушне, Брисел требаше да го слушне. Го слушна ли Брисел? Па најверојатно да. Како најверојатно што се? Она што е, знаеш што е симптоматично тој говор? Уште две други работи да се насмееме на лапсузот во однос на универзитетот Кирил и Методи, а мислеше премиерот на школата на Климент и Наум, тоа е едно, но второ. И водителката и премиерот во неколку наврати за време на тој негов настап го спомнаа името на оваа земја, го спомнаа неуставното име на оваа земја, односно Македонија. Е добро да е, значи, која друга земја се вика Македонија на планетата? Не, да се разбереме. Да. Јас сега друго те прашувам. Каде се бе сега на Грција реакциите? Абе сигурно ги има на некој ниво, ама не се Каде се официјалните демарши, јавни, каде се писанијата на Катимерини на насловна страна Скопје? Не се сомнев дека ќе дојат, знаеш. Меѓутоа од друга страна ирелевантно е. Така. Во овој момент Грција се сочува со друг проблем, а тоа е дека французите на Турција им продадоа ракети со голем дострел, па сега Грција има сериозен... Не може да се мери Грција со Турција, сега да се разбереме, сега, во било кој параметар. Значи, на Балканот има две регионални сили. Но зошто Грција не реагира јавно? Затоа што можеби се плашат дека Доналд Трамп ќе им биде малку љут и нив, затоа што на негов терен се кажале овие реченици, овие зборови. Дали може би тие тактизи, има добар обрач околу Трамп, многу подобар од Македонија, да се разберем. Ние го имаме Крис Павловски. Они имаат едно десетина Крис Павловски. Меѓу другото, затоа што овој турбулентен свет каков што е сега, меѓу другото на Грција е потребна Македонија. Се не го заборај тоа. Сега ние треба да станеме најголеми партнери со Грција. А треба. Мислам, види, разликите ќе се ги зборуваме, пази. Зошто Вучич не отиде на СИПЕК, прашање од гледач? Па веројатно затоа што не бил поканет. Тоа е едно, а второ затоа што му се ниша земјата. Секи биде неодговорно да оди таму. Види што се случува во Србија. Да, он беше вчера на вечера со мајка му и татко му, тоа се слика. Нема додека не се смири ситуацијата, ќе биде неодговорно да оди таму, така? Тоа е едно, второ затоа што не бил поканет веројатно. 3 години апсолутно херојско, Зеленски за третата годишнина од руската инвазија на Украина. Го спомнавме тоа. Да видимеш. Мерц најавува еве од ово утро вест брзо формирање на новата влада. Види, кога се зборува за формирање на германска влада, брзо е 6 месеци. Се мери во недели, не се мери во денови, знаеш. Ќе биде чудо ако биде во денови. Па добро, и ние влеговме во таа парадигма. И вица, мислам дека тука негде ги исцрпивме двете теми. Ја мислам дека само загребавме, мислам, ама добро. За ова утро, па добро се, ние доколку влеземе во детали, емисијата ќе трае 4,5 сати и ќе бидеме сериозна конкуренција на Фидел Кастро. Папата Франциск
мирна ноќ мина во болница, за критична состојба се наоѓа себе си, да се помолиме за неговиот живот, да се надеваме дека ќе преживее. Тој е хоспитализиран со сериозна инфекција на белите дробови. Во Ватикан веќе почнаа да се групираат и да бараат нов папа, затоа што кај нив жалењето баш толку многу и не трае, односно кај верниците трае, кај кардиналите има еден подруг надпревар, да, еден подруг надпревар, веќе се собираат кој кого ќе поддржи за... Види, да не биде како со Јован Павле, знаеш како беше со Јован Павле, били... Имаше еден виц, која беше Јован Павле во Енергија, вика, во католичкиот свет гробиштата се преполни, вика, со кардиналите кои што чека Јован Павле да почине да го наследат. Да не биде така и со Францис. Да. Еден од, според мене, најдобрите папи во современата историја. Прекратко е тоа. Значи, остави историска дистанца. Речи дека е најинтересен. Речи така нешто. Не знам, јас... За најдобар остави време, познаеш нека прво. За мене ќе остане, за разлика од оние задрти, конзервативни, заостанати, ќе влезе во историјата како еден од најпрогресивните верски лидери во современата човечка историја. Едино по-прогресивно од него би било папа да стане жена, веројатно. Да. И да препорачаме за неговата политика книгата од професорот Звонимир Янковски, да. Како беше сите батальони на папата Францис. Ја заборев како се викаше. Не, само да кажеме зашто се вика тоа така, затоа што кога му забележал Наполеон дека неговите политики не биле пријателски пречекани од папата, Наполеон рекол колку батальони има папата, така? И сега морам да ти признам дека ми фалеш оваа емисија. Зошто? Значи не знам, едноставно се присетувам на сите оние стотици утра кои сме ги помилува, утро ти доцнеше, морам тоа да го кажам. Да, си признавам. За разлика од претходно, значи признавам. Ми фалеше се ова, се надевам на дека повторно македонската дипломатија ќе те добие, затоа што таму си многу покорисен, особено во овие турбулентни геополитички. Здравје ви, за тоа одлучуваат луѓето кои што добија политички мандат, односно председателката, премиерот и министерот. Да. И вака да проанализираме. Па види, мора ти кажеме на работа дека... И тебе ти фалеше? Не само тоа, туку еве ти си го зборал тоа и јас сум го зборал, меѓутоа ќе потсетам на твои зборови. Што е алатка на дипломатот? Зборот, дали пишаниот или изговорениот збор? Значи дипломат кој што не може да настапи на телевизија, дипломат кој што не може да напише текст, макар и белетристика, не е дипломат. Ја мислам дека ќе се согласиш со мене. Да, ја мислам дека не се треба да го пратиме Сашо Ордановски како амбасадор во Москва. Мислам дека времето е созреано од новинарство во дипломатија да се трансферира. Сашо Ордановски во Москва е едно од решенијата кои еве јас јавно ги предлагам преку од фреквенцијата на Радио Лидер. Мислам дека тоа ќе биде добро за правоградењето на добри односи со Русија, а второ и рушењето на митот за Сашо Ордановски. Се свиѓа идејата? Не. Мислам дека Русија... Доби вето. Не, Русија е пресериозна земја и таму треба да се прати многу сериозен човек. И тоа е сериозна земја, не ме молим те. Сашо Ордановски беше сериозен фактор во демократизацијата на Малави, која не се случи. Знаеш кај може него да го пратиш амбасадор, нели? Оние хипиците во 68 имаат направено на Кивес Конк Репаблик, нели? Она кај што се свират со гитари и пеат и едно друго, таму можеш да го пратиш. Ке биде досаден. Не. Гоа. Во Индија да биде конзул во Гоа. Предозирани трансфери да враќа назад. Не знам што друго. Да би Гоа е сериозно место, бе, таму е туристички рај тоа. Па добро, ама не, таму има многу предозирани трансфери, така што може да организира превоз, некој ќе се изгуби пасош, ќе му снема и така натаму, некој конзулар. Сериозен човек треба за тоа, немој така. Представи нешто. Во туристичко место кај што има Македонија конзули, таму треба луѓе што се достапни постојано и кои што нема да... Очигледно Ивица ми ги минираше сите опции за Сашо Ордановски
да го пратам во дипломатија, сега ми останува само уште да го вработам. Може би не е лошо да сепак да се разбереме, има интересен талент за пишаниот збор, кој што предпоставам дека со еден сериозен ментор може да во Дубај. Да, со сериозен ментор може да даде и нешто корисно. Особено оној трактат за Катица Јанева. Не тоа. Опелото за Катица Јанева. Ама искрено збориме, чека се. Значи кога сака и кога е сериозен и кога има сериозен уредник над себе, знаел да даде добри текстови. И јас само да го етаблирам уште еднаш мојот став, а тоа е дека тој си ја постигна целта со тоа што сите го зборуваме со денови, затоа што така сега ќе може по амбасади на Европска унија да бара пари како жртва на трампизмот. Останете со 98,1 FM, почитувани слушатели. Се слушаме повторно утро кога гостин ни е заменик министерот за правда, со кој ќе дискутираме како ќе се исчисти правниот систем во Македонија, ќе отвориме вечната дилема кога тоа ние конечно ќе имаме независни, објективни и непристрасни обвинители, а тоа ќе ни го одговори партиски човек.